Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, 11 часот и 7 минути, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска директорот на Агенцијата за електронски комуникации Сашо Димитриевски. Добар ден, господине Димитриевски, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и на вас. Задоволство ми е да видам денес ваш гостин. Ви благодарам. Вчера се одржа првиот јавен состанок на Агенцијата за електронски комуникации. Заклучивте дека операторите наместо да ги намалат, ги зголемиле цените. За колку се зголемени и зошто се зголемени цените? Да, агенцијата има законска обврска 2 пати во годината да организира јавни состаноци и тие ги користиме во главном да ги информираме јавноста што работи агенцијата, што направила во изминатиот период, но и да најавиме што ќе работи во наредниот период. Како што знаете, вчера агенцијата го одржа првиот јавен состанок, на кој што топ тема беше резултатите од анализата која ја направи АЕК, која покажува дека цените на пазарот се зголемуваат. Анализата покажа дека цените во мобилната телефонија се зголемени за 15%, додека пак цените за мобилниот интернет за 20%. Она што исто така произлезе од анализата е дека сето тоа се случува после спојувањето на најголемите оператори во државата. Минатата година двата оператори VIP и One се споија во еден оператор, но исто и Телеком и T-Mobile се споија во еден заеднички оператор, така да дојдовме во ситуација кога во државата имаме само 2 мобилни оператори. Морам да напоменам дека во моментов, според официјалните извештаи, Македонија е единствената држава каде што функционираат 2 оператори. И наша проценка е дека сето тоа допринесе да операторите се чувствуваат комотно и да може да си дозволат, немајќи соодветна конкуренција, да ги дигаат цените, што и официјално се потврди после нашата спроведена анализа. Една од врските која што наложи Комисијата за заштита на конкурентност за да овозможи спојување на мобилните оператори беше да не се зголемуваат цените. Како се зголемени? Зошто настана до тоа? Точно, во право сте. Значи, една од врските беше цените на веќе постоечките пакети да не се зголемуваат, но она што се прави е нормално се нудат нови пакети и во пакетите кои што постојат се намалуваат услугите, што значи вие плаќате иста цена, но претходно може би сте добивале за истата цена 5 гигабајти интернет месечно, сега добивате 2. Значи на таков начин се зголемуваат цените, не директно со зголемување на минута или да кажеме на платата по гигабајт, но и таа анализа ја направи АЕК и соодветно на таа анализа и се изготви овој извештај според кој проценивме колку се зголемени цените. Како сега да се заштитат граѓаните од покачување на цената на телефонскиот импулс? Имате ли моќ како регулатор да реагирате? Агенцијата е таа која што ќе ги заштити граѓаните. Граѓаните сами по себе не може да се заштитат, но затоа сме ние тука. Исто така, битна работа од таа спроведена анализа е дека и двата оператори се назначија како оператори со значителна моќ, со доминантна моќ на пазарот. Тоа во претходниот период, во изминатиот период беше само Телеком и со таа процедура ќе ни се овозможи да можеме да ги регулираме цените и на двата оператори. Значи, она што сега ќе го правиме, ќе бараме од операторите да дадат економска оправданост за цените кои што ќе ги побаруваат од граѓаните. Очекуваме од нив да достават референтни понуди и според тоа, ако мислиме дека цените не соодветствуваат со реалните трошоци, ние имаме механизми да спроведеме анализа на цените и можеме и да наметнуваме цени кон операторите. Господине Димитриевски, споменавте дека сме единствена земја која што има 2 мобилни оператори. Со ова практично го најавувате влезот распишувањето на тендер за влез на 3 мобилен оператор. Кога би се распише? Така, значи улогата на агенцијата е да овозможи
простор да може да оперира уште еден мрежен и многу повеќе виртуелни оператори. Она што сега го правиме е анализа на искористувањето на фреквенциите кои ги имаат операторите. После спојувањето на WAN и VIP, фактички тие имаат двојно повеќе фреквентен опсек од, да кажеме, Телеком. Значи, ние правиме сега проценка на искористеноста на фреквентниот опсек и ќе ги искористиме законските можности да бараме од VIP1 половината од спектарот, да го вратат на агенцијата за да овозможиме слободен простор. Во минатото тоа не беше возможно затоа што фреквенциите беа комплетно зафатени од трите мобилни оператори. Кога ќе се заврши тој процес, веднаш агенцијата ќе објави јавен повик. Очекуваме дека ќе има заинтересирани, но сепак тоа е веќе нешто што пазарот ќе си го каже. За колку време очекувате да Македонија да добие трет мобилен оператор? Очекуваме дека до крајот на годината ќе се заврши оваа процедура со враќањето на фреквенциите и се надевам дека во почетокот на наредната година веќе ќе бидеме во можност да го објавиме тој јавен повик. Една од врските за да се дозволи спојување на WAN и VIP беше да донесат најмалку по еден виртуелен мобилен оператор. Веќе е најавен Лајка Мобил дека влегува во Македонија. Кога може да се очекува да се користат нивните услуги? Да, обврска беше на WAN и VIP при спојувањето да донесе. Значи, Телеком немаше таква обврска. Лајка Мобил веќе се нотифицира кај нас, тоа е обврската и тоа е принципот на најавување на операции. Тие веќе имаат добиено 175.000 сопствени броеви со предзнак 079 и имаат завршено со тестирање на преносливост на броеви и според информациите и според обврската која имаат треба да започнат од 1 јули со работа. Дали АЕГ има утврдено цените за користење на мрежата? И дали очекувате влез и на други виртуелни оператори? Токму тоа се направи со последните регулаторни активности, значи со наметнувањето на врската како оператори со доминантна моќ, тие се должни да достават референтни понуди за пристап на виртуелни оператори кон нивните мрежи. Она што веќе го направивме, ја одредивме големо продажната цена за виртуелни мобилни оператори, препродавачи која е 35% пониска од малопродажната цена на двата мрежни оператори. Што значи ние инсистираме да се овозможат добри услови за непречено функционирање на виртуелните оператори, инаку нема да успеат на пазарот. Очекувате влез и на други виртуелни оператори? Да. Виртуелни оператори очекуваме да се појават повеќе, веќе има пројавен интерес од одредени виртуелни оператори. Некои од нив ќе бидат фул виртуелни оператори, некои ќе бидат препродавачи, но веќе има интерес. Може да ни откриете нешто повеќе? Па не можем да ви открием, тоа е сепак нешто кое што заинтересираните директно ќе треба да го направат со постоечките мрежни оператори и тие ќе склучуваат договори, но имаме најави дека има интерес од виртуелни мобилни оператори. Ви благодарам, господине Димитриевски. Овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки Сашо Димитриевски, директор на Агенцијата за електронски комуникации. Господине Димитриевски, кога во моментов двата телекомуникацијски оператори имаат значителна пазарна моќ, кога ќе престанат да важат асиметричните цени кои што ги добиваше VIP? Асиметричните цени кои што VIP ги добиваше веќе 3 години не се асиметрични, сега регулацијата е симетрична и за двата оператори цената изнесува 0,9 денари за минута. Во моментот агенцијата започна постапка за намалување на тие симетрични цени со цел да одговараат на трошоците на операторите за таа услуга. Кога ќе ги добиете новите пресметки? Новите пресметки ги добивме, но се вратени на доработка до операторите, значи во текот до крајот на месецот тие ќе бидат официјални. Пред екот на летната сезона, дали македонските граѓани ќе плаќаат пониски цени за роаминг услуги?
Па како што знаете, иницијативата на неколку балкански земји да направат роаминг намалување е склучена помеѓу Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија. И таа веќе од 2014 е на сила. Цените сукцесивно се намалуваат секоја година. Минатата година цената за минута разговор во роаминг беше намалена за повеќе од 73%. Оваа година од 17,9 денари за минута за појдовен повик, цената ќе се намали на 14,8 денари, што е намалување за околу 17,2%. А следната година од 14,8 денари за минута појдовен повик, цената ќе се намали на 11,7 денари, што е пак намалување за околу 20,2%. Годинешните намалувања ќе стапат на сила од 1 јули оваа година, така да од 1 јули граѓаните кои што патуваат во овие држави ќе имаат уште пониски цени, но тоа мораме да напоменеме само помеѓу овие 4 држави. Не важи и за другите држави. Исто така и цените на SMS пораките се намалуваат на 4,9 денари од 1 јули оваа година, а мобилниот дата роаминг се намалува исто така на 27,8 денари за 1 мегабајт интернет. И ако се погледнат графиците, намалувањата споредбено од 2014, кога да кажеме за 1 мегабајт се плаќало 370 денари, од 1 јули оваа година ќе се плаќа 27,8 денари, што се во секој случај огромни намалувања, но само за државите во кои што овај договор важи. Со оглед на тоа дека македонците најчесто патуваат во Грција и во Хрватска, на што треба да внимаваат за да се заштитат од високите сметки за телефон? Треба да внимаваат од неконтролирано користење на роаминг, на интернет во роаминг. Значи, им препорачуваме да ја исклучат таа опција на своите паметни телефони, но агенцијата наметна и една регулација со која што доколку сметката достигне 1000 денари, автоматски операторот е должен да ви ја прекине роаминг комуникацијата за да продолжите понатаму да користите интернет во странство, ќе мора да испратите порака и тогаш операторот ви ја активира повторно и тоа пак се случува кога ќе достигнете цена од 3000 денари. Така да граѓаните се заштитени и кога од незнаење или од невнимание им останува вклучен интернетот во роаминг, нема да им се дозволи да направат поголема сметка од 1000 денари. Го почитуваат ова телекомуникацијските оператори, ги известуваат граѓаните? Да, го почитуваат доколку се случи да не добиете на време на порака и да ви биде исклучен интернетот, може граѓаните слободно да се пожалат во Агенцијата за електронски комуникации, тие секогаш се решаваат позитивно за граѓаните, но таа функција, како што би сам сум приметил, веќе од сите оператори е навремено известување. Колку поплаки од граѓаните добивате во Агенцијата за електронски комуникации, зашто најмногу се жалат? Ние направивме анализа за изминатите 6 месеци и можем да ви кажем дека најголем број на поплаки сепак се добива за услугата за мобилна телефонија за говор и за мобилен интернет. Значи, оваа година сме имале вкупно 490 поплаки од граѓаните кои што се разгледувани во агенцијата, од кои 81 предмет бил за мобилна комуникација и интернет и 74 биле за мобилна говор. На трето место се кабелските оператори. За овие 6 месеци сме имале 67 такви предмети кои што сме ги разгледувале и во главном тие се основните по кои граѓаните се жалат. Иако има и за фиксен говор и фиксен интернет, има и за роаминг говор, роаминг интернет, но тие се во помал обем од претходно напоменатите. Моето последно прашање до вас, господине Димитриевски, кои ќе бидат идни планови на Агенцијата за електронски комуникации? Па како што најавивме на вчерашниот јавен состанок, генерално може да ги насетите кои се насоките во кои што ќе се движи агенцијата, тоа е да се спречи оваа тенденција на зголемување на цените,
преку регулирање на пазарот. Најголемата работа ќе биде да се овозможи пристап и конкурентна средина за пристап на виртуелни оператори. До крајот на годината се надеваме дека и ќе ослободиме просто фреквентниот простор за да се овозможи пристап на нов мрежен оператор. Така да ни престојат големи активности, се со цел граѓаните да бидат на крај тие кои што ќе го почувствуваат тој бенефит од функционирањето на Агенцијата за електронски комуникации. Господин Димитриевски, аз ви благодарам што избавивте време и бевте гостин во емисијата Бројки. Ви благодарам и вас. По кратката музичка пауза ќе ви информирам и за најважните економски настани. Во Бројки ги слушате и најважните настани од економијата оваа недела. Невработените добиваат нова можност за вработување. Отворен е огласот за практиканство, на кој можат да конкурираат 500 невработени до 29 години. На овој начин тие ќе се стекнат со практични вештини, а ќе добиваат и паричен надомест. Оваа мерка не само што им помага на младите лица да се стекнат со своето прво работно искуство, туку и голем дел од нив, односно над 60%, и потоа да се вработат кај приватните компании каде што го стекнале и првото работно искуство. Први ни се финансиските компании, значи банките ни се први кои што ги абсорбираат правниците и економистите, потоа имаме производствени предпријатија, имаме услужни предпријатија, претежно се мали и средни, од микро немаме, но претежно се од мали и средни компании и големи компании кои што се јавуваат на овој област. Компаниите се жалат дека не може да обезбедат квалификуван стручен кадар, но само 40% од нив оствариле соработка со средните стручни училишта и го прифаќаат дуалниот систем на образование, кој предвидува учење преку работа, односно практична работа за средношколците. Она што е битно исто така, како да ги доближиме на учениците, како да дозна што се случува во компанијата. Често, можеби некои од учениците и не отишла никој пат во компанија да видат како изгледа производствен процес. Че збориме дури за ученици кои се јавуваат во основно образование пред да одлучи дали ќе биде дел од ваков еден систем, значи колку тие го виделе реално како изгледа еден производствен процес во една компанија. Се менува структурата на македонскиот извоз. Се повеќе се извезуваат готови производи, а опаѓаат лон. Позитивниот тренд на раст на извозот од минатата година продолжи и ова. Првите 4 месеци забележане пораст од 9,5%, што според експертите ќе се задржи до крајот на годината и ќе придонесе до значителен раст на бруто домашниот производ. Очекуваме овој тренд да продолжи и до крајот на годината и извозот да придонесе за растот на бруто домашниот производ во земјата, бидејќи знаеме дека извозот представува еден од агрегатите кои го создаваат бруто домашниот производ. Охрабрува фактот дека од година во година повеќе во структурата на извозот учествуваат финалните производи за сметка на суровините, полуфабрикатите или она така наречено лон производство, посебно во текстилната или во чевларската индустрија. На 1200 млади лица вработени преку обуките за стекнување вештини за вработување. Проектот им помогнал да се стекнат со работно искуство. Затоа министерот за труд Диме Спасов истиот го смета за успешен и доста корисен за македонските граѓани. Благодарение на оваа програма, повеќе од 2500 млади лица веќе поминаа низ процес на кариерно советување и токму поради одличните резултати, заедно со програмата подготовка за вработување и работа, станаа дел од оперативните планови за активните мерки и политики за вработување. Тоа што посебно ме радува е дека овие обуки ги имаат поминато и 40 млади луѓе со попреченост во рамки на инклузивните групи. Допринесува голем пад на невработеноста, која пред 10 години изнесуваше над 38%, а до крајот на 2015-та изнесува 24,6%. Австрийски компании ги испитуваат можностите за инвестирање и соработка со македонските. Веќе има најава за влез на 2 нови инвестиции, но привлечни им се секторите и од фармацевската и дрвната индустрија. На овој настан се обидуваме да најдеме добри фирми, се надеваме дека ќе најдеме добри фирми за да ја зголемиме соработката и исто така да утврдиме дали има интерес кај домашните фирми овде за евентуална соработка. Се надеваме на овие средби со австриските фирми, еве меѓу компаниите присатена е една од најголемите или најголема пилана во Австрија, која
би сакале да ја контактираме и да изнајдеме некои заеднички, можеби, заедничка соработа. Над 60% од клиентелата нас ни е странска. Имаме и гости од Австрија, меѓутоа тие се индивидуални гости, не се организирани. Се надеваме дека со доктор Вагнер ќе имаме уште поголеми групи организирани во блиска иднина. Микро, малите и средни предпријатија се најзаинтересирани за владиниот проект субвенционирано вработување лица во социјален ризик. На огласот кој е објавен пред една недела, се очекува да се пријават голем број компании и да обезбедат вработување на 100 лица. Надомест ќе добиваат и лицата кои ќе бидат ангажирани и фирмите. Агенцијата за вработување заедно со Министерството на политика, подпомогнати од Светска банка, овозможува субвенционирано вработување од трајање од 6 месеци, зависно од степенот на образование, и зависи и сумата која што исплатиме према компанијата за исплата на бруто плата. Значи 14.000 денари и 900 исплаќаме за лица кои што се со средно образование, значи или до средно образование, и за лица кои што се со високо образование 17.000 денари во вид на бруто плата. Дополнително даваме стимул на компанијата во висина од 5.000 денари за секој вработено лице, бидејќи оваа категорија на лица има потреба повеќе прилагодување. Македонија досега има усвоено на 27.000 стандарди и стандардизацијски документи, кои овозможуваат домашните компании да се поконкурентни на странските пазари. Земјава е рамноправна членка на Европското тело за стандардизација, исто како земјите членки на Европската унија, што значи дека фирмите тргуваат под исти услови како европските. Инаку Македонија е домаќин на годишното собрание на Европското тело за стандардизација. Ние имаме усвоено над 27.000 стандарди или стандардизацијски постапки, што не чини една од државите која што е најмногу синхронизирана со оние од Европската унија, што е важен фактор и во трговијата, бидејќи со почитувањето на европските, на светските стандарди, македонските компании имаат производи и услуги со кои што може рамноправно тргуваат со тие и на светско ниво. Поништена хипотеката на рудниците Злетово и Тораница. Околу 1000 рудари се враќаат на работа. Поранешниот концесионер на рудниците, индиската фирма Индоминерали Метали, под хипотека го стави имотот на рудниците минатата година, односно 10 месеци пред да се прогласи стечајот. Откако договорот за концесија беше раскинат, попадна јавна електронска лицитација. Концесијата за двата рудника ја презеде бугарската компанија Минстрој. Рудари, тоа значи многу. Значи, нашата Голгота денеска се завршува. Законски рок дали за 15 или 10 дена газдата Минстрој ќе почне со експлоатација на рудниците. Овде ја завршуваме економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 9 јуни со мене уредник и водител Наташа Мерсовска и Едина Вучков техничка реализација. За музиката задолжен е Иван Бечковиќ. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.